трансплантација, цело време одење на работа, за разлика од професор Сашко што кажа дека некој не сакаат да одат. Сакам кратко да се надоврзам, професоре, околу дека треба да се вклучи психолог, апсолутно, значи дефинитивно дури и психијатар. И би го поздравила дека доаѓањето на професор Спировски, вие можда не се сеќавате, 2002 година, кога примав тројна терапија, кај вас дојдов, заеднички работевме на случајот зошто уште кортико. Одавна беше, после тоа со сите одделења со моите, дојдовме заедно, ако се сеќавате, во Тетово во манастирот, и така јас заедно со вас си го исклучив кортикото без некои други науки и мислам дека тоа исто многу значи и би апелирала и до националниот координатор и до сите обавезно имунолог да има во екипата. Мене во центарот кај што сум трансплантирана, мојот лек и колку треба да биам исклучиво 25 години само имунолог ми го дава. Прегледи се вршат кај хепатолог, хирургот не гледа, тоа е се точно, но имунологот исклучиво го дава. И мислам дека тоа е рецептот за овој мој долг живот. Знаете дека само 3% од вкупно трансплантираните пациенти доживеале 25 години. Сега ја привршуваме нашата панел дискусија. Дали некој од публиката бара збор? Имаме простор за прашање, панелистите се овде до вас. Поведете. Само Марија, дај малце. Може да стигне. Може да се слуша. Да, и онака просто. Јас сум Билјана Ташева, адвокат по професија. Фала ви на сите за присуството, на деталното објаснување и што не користите на медицински термини, што данас не се познати. Јас сум представник на Сдружение за родова еднаквост визија од Левадарци, што веќе 30 години нека работи за унапредување на правата на жените и поранешната председателка имаше изрека секогаш да кажува нели дека најуспешен човек е тој што го пренесува своето знаење на помладите и да продолжат нели тие со работа, односно најуспешен мајстор е тој што има најмногу калфи, така да за професорите ми е нели тоа апел колку е искуството на најискуствениот е пренесено на помладите. И имам некои други прашања за професор доктор Билјана. Кои се причините за несогласувањето на фамилиите да се донират? Нели во последен момент спомнавте дека се откажале? Дали е битна возраста на донаторите? И дали предност имаат тие пациенти да примат орган што воделе претходно здрав живот? Јас сум пушач, нели тоа ми е зборот. И дали тоа би влијаело за утре, во случај на не дај Боже, да давам и примам орган. И сметам дека нели добро е тоа што спомнавте за кои се трошоците околу лекувањето, а кои се трошоците околу превенцијата. Значи не сум запозната со новите предлог законски измени или новиот закон што спомна колешката. Дали воопшто тие финансиски импликации ги покриваат трошоците за едукација, дали за превенција, за тоа што јас до семејство се соочив, нели со диабетис, ништо не знам околу прашањето, доправа уште учам, доправа се формира здружение во Кавадарци за лица диабетичари, а се нели огромен трошок и огромно неработоспособно, доволно неработоспособно население за една наша мала општина, па макар и мала држава. И кога сме веќе кај државноста, сакам исто така да прашам дали битно од која држава е донатор. Ви благодарам за прашањето. Со едноставен јазик ќе се изразам, значи постојат медицински критериуми и така наречени, сега одиме до возраста зборувам. Значи постојат критериуми која возраст, до која возраст се најоптимални нели донорите. За жал помлади донори, жал за загубениот живот, велам. Колку е помлад донорот, толку е поквалитетен орган.
не за сите органи, например за срце, да знае професор Јовев, до 45 години е оптимално. Над 45 веќе одиме extended критерија, значи проширени критериуми, треба повеќе испитувања за да биде органот адекватен за трансплантација. Додека, например, и 60 годишен пациент може да биде донор на бубрек, на црн дроб. Така да се зависи од состојбата на органите. Токму таа дискрепанца помеѓу потребата на бројката на пациенти кои што чекаат орган и бројката на донори која што секаде во цел свет е голема разлика, овие критериуми возрастни се повеќе се поместуваат. Еве последно што навистина сите не зачуди, меѓутоа ете и тоа се случило. Хрватска, која што е една од лидерите по број на донори, едукаторка имавме од Хрватска, болнички координатор, таа кажа дека во крајен стадиум искористиле црн дроб од 90 годишен донор, што е навистина исклучително ретко и прашање е медицински дали е оправдано и колку ќе трае тој орган. Значи, повеќе од возраста, сега се цени функционалноста на органот во однос на возраста. Во однос на здравиот живот, вие прашувате дали имаат предности што се непушачи, значи на листата, на националната листа на чекање за органи, нигде не постои ставка дали некој е пушач или не пушач. Ако, мислам, веќе одамна ни етилична цироза, значи посталкохолна цироза не е контраиндикација за трансплантација, иако на почеток кога почнале трансплантации на црн дроб, ете некои, да кажам, етички моменти што тогаш сметале, општеството се менува. Не се препорачувало кај етиличари, меѓутоа сега веќе етилична цироза апсолутно си индикација за трансплантација. Третото прашање ви беше... Дали воопшто имате некакви создања, податоци, колку е трошокот за тие трансплантации, лекувања, за периодот на чекање, постоперативниот период, спрема трошоците што би ги издвоила државата за Јас соекономска анализа не се... Дали воопшто некои такви истражувања има на самите? Да, ќе ви одговори директорот менаџерски. Само на последното прашање, сега се сетив, прашавте дали може реципиент од друга држава. Не, апсолутно. Дури и банката на ткива што имаме, на коски и на лигаменти, исклучиво може да биде реципиент граѓанин на Македонија. Значи, донор од Македонија, реципиент граѓанин од Македонија. Тоа е така се додека не сме умрежени во некоја мрежа, како што има Сканди Трансплант, Евротрансплант. Ние не сме умрежени во таква мрежа, значи ние сме си самоодржливи. Не сме наш орган, мислам органот наш донор да биде даден на странски државјани. Малку логички за така. Па, добро. Затоа се трудиме и го правиме, значи. Секоја чест за акцијата, мислам секоја чест и за Ирена, стварно. Јас сега малце ќе го цитирам Гани Тодоровски, колку сме, толку сме. Еве сега за менаџерскиот дел директорот ќе ви одговори за финансискиот дел. Да, јас само да се надополнам на професорката Билјана. Прво рековте кој може да прими органи како тоа, реков дека процесот е најтранспарентен, еве да информирам јавноста како и дека има кадаверична трансплантација, се испраќа крвна трансфузија, како што рече професорот Мирко Спировски, се прави хелатипизација, односно совпаѓање. И по автоматизам системот го прави бројот на кандидати кои што може да бидат реципиенти. Предност се дава првен на иста крвна група. Тоа значи дека крвна група нулта ќе прими реципиент нулта. На моменталната листа Македонија е подрече каде што најголем дел од пациентите се нулта и ја крвна група. Помалце се Б, а најмалце се АБ. И така да нулта и ја крвна група најмногу. Такво ние поднебјото, ние сме југоисточна Европа, во овој период, во овој дел Медитеранот најмногу. И тие што имаат најмногу совпаѓање, тие секако дека имаат предност. Не може некој со едно совпаѓање да биде прв пред оној што има 5, 6 и 7 совпаѓања. Така да тие се критериумите. Исто така се гледа на age matching, како што рече професорката, во одредени земји во Европа, бидејќи има недостаток на органи и 75 годишни пациенти може да бидат донори. Така да се гледа дека имаме
Тоа е критериум age matching, значи возраста, блиска возраст најмногу одговара. Ако да речеме донорот е 50 на години, од 50 до 60 реципиентот е најидеален. Така да и тоа се гледа во однос на потенцијалните реципиенти. Во однос на цената и чинењето, јас ќе ви кажам со податоци кои што се јавно достапни, секаде може да ги видите. Значи еден пациент една дијализа чини 100 евра. Еден пациент прави 16 дијализи од 14 до 15 месечно. Значи прави 1500 евра месечно. Годишно троши само за дијализа 15 до 16.000 евра без никакви компликации, без лекови, без хоспитализации, без ништо. Во Македонија има 1600 пациенти. Државата годишно плаќа 25 милиони евра. Тоа е 2% целокупниот буџет за здравство. Ние се однесуваме како Норвешка. Норвешка ги третира со трансплантација. Сега споредно со трансплантација. Само првата година, знае професор Докшев, цената е иста. Значи, ако чини 15.000 евра дијализа, толку чини првата година трансплантација, операција, постоперативна нега, рехабилитација, леки. После првата година, трошокот се намалува за 4 па до 5 пати. Затоа богатите земји, како што се Норвешка, Шведска, 60 до 70% се трансплантирани, само 30 до 40% се на дијализа. А некои кај Франција па инвестираат во превенција? И Франција, според податоците кои што ги имаме, 50 до 60% се трансплантирани, 40%. Мора да знаеме дека не може ние сите да ги трансплантираме, има и контраиндикации, дека одреден, но бројката може да се зголеми. Затоа викам тоа е државнички. Тие пари ќе се пренасочат за превенција и за сето друго. Така да тоа се јавно достапни податоци каде да отворите на страницата на фондот на Министерството за здравство. Јас се пред малку правев некои анализи за 2003-2004, бројките се тие. И држава. Дали може да се надоврзам овде да одговорам исто за срце. Јас не сум менаџер, не сум директор на установа, меѓутоа ја водев таа институционална битка со Фондот за здравство. Благодарност до луѓе, нема да именувам присутни се во салата, кои што многу ми помогнаа тогаш ќе се пронајдат. И благодарна сум што до ден денес е мојата подршка. Чинењето на тие помагала елват и биват, во нашиот конкретен случај, фондот и државата ги чинеат 300.000 евра апаратура. 2 века да изживеам, тие пари нема да ги спечелат. Факт. Сега замислете колку тоа ја чини државата, да не зборуваме за батерии, резервни кои што ги добивме, инар апаратче за мерење на густината, материјали кои што исто ги носиме од каде ќе стигнеме и така натаму. А трансплантацијата, не знам бројки, меѓутоа знам дека е многу поевтина од ова. Епа сега, ако удриме на математика, во ред, ако нема услови, ако нема друго решение, освен девајс, во ред е да се стави, ама не на долг рок и да се чека 7-8 години додека не умрат. Тоа е мозна трансплантација. Во Македонија зборуваме за луѓе од 26 годишна возраст до 40. Тројца умреа. Маш ми е чудо, го кажуваат како чудо, затоа што 7 години е жив со двете помпи. Тоа во светот е многу ретко. Но што е тоа е? Имавме компликации, кажа и професорот Јовев, дека може да дојде до крварење поради антикоагулантна терапија. Да, се случи и тоа кај нас лани, внатрешно крварење од желудник, меѓутоа и тоа го саниравме благодарение на докторите, на брзата интервенција. Ние буквално живееме од ден за ден. Функционираат како мобилни телефони, но ќе се приклучени на штекер, дење се мобилни со батерии и со торби. Нашето дете беше 40 дена бебе кога тој подлегна на таква операција, во моментов детето е во публика и има 7 години. Неговиот татко го знае, незиниот татко го знае само со торби, не како нормален човек како мене. Така што мислам дека секој може да се најде во ваква ситуација и за ова не треба да молчиме. Јас не се срамам да го кажам ова, не се срамам никого. И баш сум благодарна и напротив, ете, може би Господ ме обрал мене, затоа што може би имам сила и можам да го изодам ова за сите. Ама нема да застанеме овде и ќе тераме понатаму за сите идни генерации. Не сме овде за жалење. Овде сме да разискаме неизбежното на овие што се опорат. Отидеме сум јас, не дај Боже утре на нивно место може да биде секој на листата. А секоја одлука наша што ќе донесеме денес спасува цели семејства. Ви благодарам. Јас сум матичар и баш ми стана, ние повеќе
одредени информации добиваме реално од медиумите, оваква информација дека има изјава кај матичен лекар, го разбравме пред да публикувано од медиумите. Прашањето му е дали со таа изјава дали треба пациентите да отпишат изјава кај матичен лекар, треба да се подлежат на некои испитувања, дали треба некоја крвна група, дали треба ние ќе ги добиеме овие прашања, постојано ќе ги добиваме за тоа. Значи, предпоставам ми јасно најболje да одговорам на ова прашање. Да, во какви случаи законот, предлог измените се сега поставени на ИНР, значи на јавна дискусија, потоа ќе биде дорегулирано како ќе биде со подзаконски акти изјавата. Значи за изјава за донор не е потребна крвна група, мислам, или нема потреба, значи се испитуваат потенцијалните реципиенти многу детално. Меѓутоа изјава за донор е само изјава која што потоа ќе се уви во регистар на донорите. Регистар ќе се биде таен, немаат сите влез, како што сите немаат влез во мој термин во делот трансплантација. Јас имам лозинка да ги гледам сите листи, додека другите болничките координатори имаат понизок степен на можност да влезат во одредени листи, така да тој регистар ќе се биде апсолутно таен и тоа е само изразување на желба. Тоа не значи дека тој пациент по автоматизам ќе умре од мозочна смрт и ќе биде донор. Тој само изразува желба да влезе во регистар на донори. И ако се случи да биде во интензивна нега, почина од мозочна смрт, тогашниот, сегашниот или кој да е национален координатор, значи многу лимитиран број на луѓе, ќе има влез во регистарот на донори и ќе види дали тој дал изјава. Ако дал изјава, таа е тоа, значи он се согласил. Ако не дал изјава, тогаш одиме на оваа постоечкава варијанта, разговор со семејството. Значи не треба никакви медицински испитувања, тоа е само волја изразување. Уште едно прашање, вие спомнавте дека не можеме да имаме регулатори од надвор од државата. За жал на вистината, јас имам пациентче, сигурно знаете Теодора, која лани почина во Италија, која таму беше хоспитализирана за трансплантација на срце. Што со нашите пациенти кои веќе Еве, јас ќе ви кажам, за Теодора преговаравме, значи, со повеќе центри. Центарот за Италија не излезе во пресред, направивме договор со директорот, затоа што Италија не е дел од Евротрансплант, додека во Евротрансплант се 8 земји кои што се умрежени, сите не одбија. Трошоците за лекување на Теодора беа покриени комплетно од Македонија, од Фондот за здравство. Ние направивме голем напор да ја ставиме на листа во Италија, со тоа што направивме меѓусебен договор да ако дојде до трансплантација, ние вратиме срце. Значи може да има такви еднократни договори, меѓутоа тоа е само кај исклучително по волјата на државата која што ги прима. За жал, она таму се искомплицира во Италија и не се реализираше трансплантацијата, но ние што се однесува до нас, стварно направивме максимум и сите трошоци да ја платени од Македонија. Јас сакам Теодора е девојче 13-14 години, да, лежеше кај нас едно, може 10 пати некомпензираната се. Да, имаше терапија кај нас, Да. Ние ја почнавме се, не знам со координаторот, да меѓутоа таа иницијатива за трансплантација на Теодора беше девојче, више застапа 1,50 м, 1,60 м, беше така. Така да можеше да прими адолтно, да речем. Assist device не доваѓаше. Има огромен кошка. Мало е. Не, има и за тие, ама се други Берлин харт и така натаму, меѓутоа ја мислам дека ние изгубивме од, да речем, од регистар, но кој да разбере дека добро прошла трансплантација. Не, тоа е трансплантација, беше на пункта и нешто се искомплицира. Бевме во постојан контакт со болницата во Падова, а претходно го направивме договорот со дирекцијата во Рим. Меѓутоа, за жал, направивме едно церебрално крварење, веќе не беше за трансплантација. Значи, некој за... Дали некој да разбор? Да прашам некој од докторите колку начинот на живот влијае за тоа да стигне до трансплантација на било кој орган? Дали се е генетски, дали има некоја предиспозиција од болести, историја на фамилија или има
подели начинот на живот. Некои болести кои што се генетски детерминирани, значи се знае дека ќе завршат на крај со потреба од трансплантација, доколку се работи за генот. И тоа многу зависи дали е хомо или хетерозигот, тоа значи дали го носи генот од еден родител или од двата родители. За жал, тие што носат ген од двата родители, побрзо и почесто доаѓаат до потреба за трансплантација. А во однос на второ, значи исто така и за црндрок трансплантација кај деца мали, најчесто се работи за генетски заболувања. Има значи генетски и надворешни фактори кои што може да доведат до оштетување на органите. И доктор Никола Георгиевски ми го кажа, значи не е само да размислуваме кога ќе дојдат до диализа и трансплантација, туку многу треба да се посветиме и на превенција на болести. Само што може на генетските не можеме да влијаме на превенција на генетски болести. Меѓутоа тоа што може да се превенира, треба да се превенира. Претежно генетските се упора на возраст, родените. Меѓутоа ризик факторите највише влијаат за. Ако имате генска предиспозиција, меѓутоа ризик факторите се нула, шансите да се разболите од било какво тие заболување исто како на останатата популација. Тоа е како е ризик факторите се присутни, например пушење, диабет и така натаму, све што кажате, тоа шансите за појава на тие предиспозиции се многу поголеми. Тоа исто коронарната болест и со другите болести ги кажа. Значи има некои што се родени, да, меѓутоа тие се многу порано и многу порано доаѓаат за трансплантација како Теодора и така натаму. Сега може да се вирусни и други заболувања, примарни дилатативни кардиомиопатии, меѓутоа подоцрезните, ако нема ризик фактори, значи тоа е пушење, значи искрена загаден воздух и така натаму. Па тоа ми беше главното прашање. Мислам дека во Македонија многу малку се зборува за начинот на живот. Посебно од страна на докторите, мислам дека малку повеќе треба да се обрне внимание и на пациентите да им се зборува за храна и за начин на живот, за да се спречат такви нели подоцни стадиуми на болести кои имаме. Тука и хемиоматични лекари мислам дека ќе се согласат, така и мислам дека катастрофално се живее. Или јас ќе се надополнам да не испадне дека само ја говорам. Јас преска кажа во моето излагање дека диабетот и хипертензијата се број 1 причина за хронична бубрежна болест и зашто пациентите стигнуваат на диализа. Тоа е 1 и 2. Број 3 се автоимуните, односно генетските болести. Тука ние може да превенираме, но не може да превенираме 100%. Се согласувам со колегата што рече дека пушењето е ризик фактор и сметам дека ние сега да не испадне апел, тука треба да го поддржиме законот за пушење. Македонија е нација каде што повеќе од половина пушат. Сега пред некој ден читам дека стапката на пушење во Шведска паднала на 3,8. Пушењето е многу актуелно помеѓу младите, може да видите. И ние сите, јас например не пушам и сум голем поборник за законот никаде да нема пушење. Отворено ќе говорам, имавме еден убав закон, се смени власта, го сменија законот. И што направивме? Повеќе да се пуши. Сега кога сакаме да го зголемиме, не чини. Не. Тоа се прави на вистина за доброто на граѓаните. Вистина пушење се согласувам дека и за години. И прекумерената тежина, па погледнете овде повеќе од половина имаат прекумерена тежина, значи самите ние сме виновни. Никој не внимава на начинот на исхрана. Физичка активност, не знам кој применува. Се согласувам дека треба да имаме иницијативи, дека треба да имаме да, мислам дека сите заедно треба да влијаеме на ова, да имаме иницијативи, да не само специјалистите, туку тоа да се почне од најмала возраст, во градинки, во училиште и така натаму. Сега ме потсети што рече роднини. Бубрегот во делот на имуносупресивната терапија е најсложен. Така да тука искуството не е само кортико и имуносупресивна, ама во изминативе години е направено и револуција во имуносупресивната терапија, така да резултатите се навистина добри, не само од имунолози и нефролози. Така да бубрегот е многу комплициран. Тоа со генетски, во нашиот конкретен случај, настана од вирус. На крај патолошкиот резултат по имплантацијата во вашата клиника, резултатот од патологија излезе лимфоцитарен миокардит предизвикан од парвовирус. На 23 години му се случи. Да, например, у
најголема ставка на трансплантација е шакасова болест. Тоа е трипаносома крупци, така професор. Значи, тоа е инфективно заболување. И колку, професоре, овие се чести случаи, како нашиот? Лото, што добивме ние, например. Таа статистика Ретко е, сигурно. има, ги гледаме ЕСМ миокардити кои го напаѓаат целиот мускул, меѓутоа сега во одреден број случаи ретко кога доведуваат до терминална срцева слабост, да речем. Може време срце да се опори, меѓутоа може да се опори. Конкретно беше вирус, здрав прав. Доводно со точак. Тоа е. Дали некој друг бара збор? Јас уште една Ајде. напомнам. И да, привршувам. Оваа бројка тука е многу мала моментално, а вашата идеја е прекрасна, затоа мислам дека за ова треба многу повеќе да се говори, а таа улога може би има црквата овде присутна. Оваа бројка таму е гледано, мислам, дуплирана може и многу повеќе на дневно ниво, така да мислам дека тие треба да имаат главна цел секојдневно да зборуваат за ова, што нив многу повеќе допираат тоа кој е болен, кој има потреба од вакво нешто. За да се не би да се зголеми бројот на колку повеќе се зборува, толку повеќе се размислува на тема. Добра констатација. Ако никој не бара збор, Сепак сакам да се надоврзам тука дека е покрај тоа што нели околу 100 луѓе беа поканети на оваа трибина, петокол во 17 часот имаме обобштено, што нема тука изговор за вакви трибини, ги имаме тука цела од здравство и да беше некој, не знам, за убавина и здравје, може би ќе имаше полна само. ти немаш идеја се Да. За жал, тоа е наша Значи, овој панел ќе беше поинаку. Истото ни се случи и во Битола, да. Кажам се дека треба да почнеме од самите себе да работиме. Штип беше најбројна, Охрид беше подобро бројна исто. Битола имаше најслаба посетеност, иако беа поканети сите, нели, калаузи, медицинско училиште, не знам, болници, се небитно. Како и да е, се трудиме и работиме, тоа нема да не демотивира, напротив, продолжуваме на следната трибуна.